Здраво на сите! Денес ќе ви раскажам книгата Брзоплетовска 63 случајот со смрдливите чорапи. Автор на оваа книга е нашата авторка Катерина Трајановска, а главни ликови се децата од дружината на улица Брзоплетовска. Секој со свој прекар, гризли змејски очи, Лили, Канџи и Зиги. Откако писателката убаво ќе не запознае со секој од ликовите и нивните секојдневни дружби и случувања, авантурата започнува кога некој ќе се всели во напуштената куќа број 63 од улица Брзоплетовска. 3 големи куфери, метла, кафе со гавран и еден црн мачар ја разбуди нивната љубопитност. Кога метлата се претвори во страшна вештарка, сите се разбегаа на сите страни. Но возбудата да се дознае повеќе за вештерката, решија да направат план како да влезат во куќата. Во гаражата на Гризли разменуваа идеи и многу истражувања, за да откријат дека вештерката може да се уништи единствено со пита од броколи. Планот беше готов и питата направен кога со јаже се спуштија низ оџакот на куќата, додека вештерката спиеше на горниот кат. Но не одеше се по планот. Вештерката се разбуди, децата се разбегаа, но не успеа да избегат Мечкина, Канџа и Лили, кога останаа заробени од нејзината метла. Ги чуваше во кафе си и се обиждуваше да ги храни само со моркови за да направи од нив мармалад. Во гаражата пак се коваа планови и спасоносни идеи на другарчињата како да ги ослободат Канџа и Лили. Дали ќе успеат и како едни смрдливи чорапи ќе им помогнат да се ослободат? Ве повикувам да дознаете и да ја прочитате оваа книга.